Следите подкастот Граѓаните против корупцијата. Преку нашите разговори ќе се обидаме да ги идентификуваме различните видови на корупција кои влијаат врз нашата заедница. Идејата е со континуирана работа да го потенцираме активизмот на граѓаните во борбата против корупцијата. Корупцијата во образованието е еден од најголемите општествени проблеми. Токму и затоа разговараме за корупцијата во високото образование, која што се појавува на повеќе нивоа и во различни форми. Од административна корупција при запишување на студентите и добивање на легла во студентските домови, преку влијание на позицијата при добивање на звања на кадарот, до плагиаризам и купување на оценки. Младенски образовен форум со години работи на темата корупција во високото образование. Со мене во овој подкаст е Ристо Савевски, претседател на Младенски образовен форум. Младенски образовен форум е една од организациите која што долго време работи на корупција во високото образование. Ристо, каква е перцепцијата на студентите за корупцијата и колку се свесни за оваа појава? Студентите се многу свесни за оваа појава, односно за корупцијата. Они ја гледаат при самото упишување на факултетите, значи гледаат како нивни колеги и нивни другарчиња се запишуваат со врски, дури да не ги остваруваат условите за упис. Понатаму ги гледаат и при полагање на испити, пишување на семинарски трудови и сето останат пишан труд, до полагање на испити, до земање на самата диплома. Значи, студентите се практично обколени и делуваат во атмосфера на корупција. Да не зборувам за колку самите студенти се свесни за моментот на препишување, на правење на плагијати и колку тоа се им е дозволено. Дали студентите се охрабрени да пријавуваат корупција? Па, де јуре да. Постојат механизми и самите факултети и професорите, стручниот кадар ги потикнуваат студентите да пријавуваат коруптивни појави, да пријавуваат било какви сомнежи за корупција. Меѓутоа, де факто, таа ситуација не е како што декларативно академскиот кадар го најавува истото. Значи, иако има механизми каде да се пријават сите акти на корупција, не се искористени доволно од страна на студентите. Со какви пречки се соочуваат студентите доколку сакаат да пријават корупција? Па најмногу од страв да не им се случи нешто, значи од страв од репресија од страна на самите професори, од страна на репресија од самиот факултет, да не паднат година, да не паднат некој предмет, односно да не презапишат година. Исто така, веројатно и голем сомнеш има дали ќе успее самата постапка. Значи, дали ако некој студент се пожали за одредено коруптивно дејство, например, ако е свесен дека одреден професор како услов за положување на предмет му бара да си купи книга од истиот професор, се плаши дали воопшто, ако го пријави тоа, дали ќе успее да се разреши случајот и при тоа да не трпи никакви последици неговиот успех. Поред, каде студентите пријавуваат корупција и колку студентите пријавуваат корупција? Студентите не знаат каде треба да пријават корупција. 1 од 10 студенти само знае каде треба да пријави корупција. Например, доаѓаат студенти кај нас во МОФ да ни раскажат случаи што им се случуваат на факултет, бараат професори да им купат книга, да им купат цвеќе кое што чини многу повеќе отколку што чини едно нормално цвеќе во цвеќара. Ние нормално ги поттикнуваме да пријават во институциите, односно на факултетот, за да може да се процесира самиот случај, меѓутоа студентите немаат доверба во институциите, немаат доверба дека ако прозборат за тој случај, истиот ќе вроди со некаков плод. Добро, а во рамки, например, каде најчесто пријавуваат студентите во рамки на самите универзитети, бидејќи се свесни за појавата, се жртви на
корупција, но каде најчесто би се охрабриле да пријават? Најчесто пријавуваат на студентските правобранители, без разлика дали станува збор на ниво на факултет или на ниво на универзитет. Меѓутоа, и студентските правобранители исто така реагираат до професорите, до службите, меѓутоа повторно таквите постапки никогаш не вродуваат со плод или ретко кога вродиле со плод, и тоа е една од главните причини зашто студентите се обесхрабрени да пријавуваат корупција. Студентските правобранители се всушност студенти, колеги на студентите кои што се жртви на корупција. Најверојатно им е полесно токму заради тоа да пријават кај студентските правобранители. Колку понатака имаат стварно моќ студентските правобранители да направат нешто во однос на одредено коруптивно дело, например примање мито за оценка или некое друго влијание кое што го имаат професорите врз самите студенти? Па, мислам дека кај студентските правобранители повеќе освен формалниот дел да се испочитуваат постапката и да реагираат до самите структури на универзитетот, им преостанува јавно да проговорат за проблемот, односно јавно да кажат и да го прикажат случајот на корупција, бидејќи самите студентски правобранители, колку и да се гласни, колку и да се борат да ги застапуваат правата на студентите, се свесни дека нема да вроди со плод доколку одат по редовна постапка да го разрешат случајот. Така што им останува само јавно да говорат и да ја сензибилизираат јавноста за самиот случај. На самиот почеток ми напомена различни форми на корупција со кои што се соочуваат студентите. Колку на административна корупција која што се случува при самиот упис или при добивање на легло, например, во студентските домови, кои што знаеме дека се случува години наназад, колку тоа навистина влијае врз самите студенти и колку влијае врз самото образование понатаму и квалитетот на образованието општо во нашата држава? Па студентите и општо младите се имаат, можам да кажам, прилагодено да функционираат на тој начин и го искористуваат тој систем, значи го искористуваат системот, знаат дека треба да побараат врски за да се упишат на факултет, знаат дека треба да побараат врски за да добијат легло во студентските домови. Практично, иако институциите се занимаваат и се трудат да ги искоренат овие појави, значи не можеме ни тој момент да го негираме, меѓутоа за жал се уште постојат ваквите дејства и студентите се навикнати и се ги искористуваат. Знаат дека треба да најдат некој човек што го познаваат за да може да се најдат смештај во самиот студентски дом, да се упишат на факултет, да се добијат стипендија и сите останати мерки што ги нуди академското образование. Напомена дека освен што се обесхрабрени студентите да пријавуваат корупција, бидејќи нема никаков исход понатаму целиот случај доколку пријават, колку влијае стравот кај студентите од реперкусии кои што може да ги имаат понатаму во образовниот систем и во целата нивна академска кариера понатаму? Мислам дека тоа е главната пречка и главната причина зашто студентите не би пријавиле корупција. Едноставно би го голтнале фактот дека треба да купат книга или треба да си ја платат својата оценка, се со цел да не трпат они никакви репресии од страна на професорите, да можат да се го поминат, бидејќи на студентот му е во интерес побрзо да си го заврши факултетот, нормално со повисок просек. И овие професори се знаат, значи има меѓугенерацијски записи, се ги споделуваат искуствата, знаат кои професори бараат мито за да се положи или за да може да им се валоризира било каков труд. И едноставно се подготвени и гледаат да се поминат многу полесно. Кога сме кај да си поминат студентите полесно на факултет,
Сакам да те прашам нешто што веќе го напомена, тоа е плагиаризмот. Свесни сме за оваа појава, имаме некаков систем, барем на најголемиот универзитет за проверка на плагиаризам, но претпоставам дека се уште постои плагиаризмот и така наречена кражба на трудови и авторски дела. Дали студентите се уште го прават тоа во однос на плагиаризам на семинарски есеи во текот на студирањето или не знам потоа на крајот дипломски и магистерски трудови? Дали тоа се уште постои и како би можеле да превенираме оваа појава со плагиаризмот, особено сега во ситуација кога имаме и развој на AI, нови технологии, каде што е многу подостапно и многу полесно да се прави плагиаризам, на жалост. Па системот постои, меѓутоа системот не функционира. Значи, професорите можеби го користат само за проверка на плагиаризам кога станува збор за дипломската работа и понатаму магистерскиот труд. Значи, за сите останати семинарски трудови, други пишани текстови не се користи. Јас неколку пати имам пробано да проверам, чисто да видам дали моите текстови може да ги детектира како плагијат или не, иако не сум користел туѓи извори без да ги референцирам, меѓутоа не функционира системот и тоа дополнително ги поттикнува студентите, поготово сега што вештачката интелигенција, како што спомна, им ги става на тацна сите ресурси и готов пишан текст, да можат само да си го копираат, да го прикажат со вешто уредување на самиот текст, да го прикажат на професорот нема да го провери или не може да го провери затоа што системот не функционира, и да си го положат предметот или да им донесе плюс поени за положување на предметот. Дополнително нашето високо образование не е подготвено за вештачката интелигенција, не ја има вметнато во како начин на референцирање, како користење на ресурси, и таа сива зона им дава на студентите слобода да си ги користат за по-мрзеливо и по-брзо да си ги поминат обврските, наместо да седнат да истражуваат, да бараат извори и така натаму. Ке се вратам повторно кај механизмите за пријавување на корупцијата. Де факто имаме механизми, препишано со закон, постојат, имаме студентски правобранител, имаме офицер за антикорупција на универзитетите. Сето тоа постои, но повторно студентите не пријавуваат, очигледно е дека и постои и корупцијата, но не се охрабрени да пријават. Што би требало да се направи за да се поттикнат студентите да ги користат овие механизми? Како би можеле дали да се информираат, дали да дознаат повеќе, кој е главниот проблем? Нивната неинформираност во однос на механизмите или самото нефункционирање на механизмите за пријавување на корупција? Мислам дека пријавувањето и спречувањето на корупцијата им е во интерес и на самите факултети, така што мислам дека решението лежи во тоа што треба да има соработка помеѓу факултетот, помеѓу академските служби и самите студенти, значи со една заедничка кампања универзитетот и факултетите заедно со универзитетските студентски собранија, со факултетските студентски собранија да ги информираат студентите и активно да се борат против корупцијата, не да биде тоа само декларативно, проформа, убаво за јавноста, еве се бориме против корупцијата, туку навистина да пробаат да ги спречат овие дејства и како што кажав, се познати професорите и лесно може да се детектираат, доколку се промовира една таква средина кај што корупцијата би била малцинство, односно не би била редовен случај, би можело студентите полесно потоа да ги пријавуваат професорите, факултетот веќе би имал воспоставен систем на казнување на коруптивни дејства и мислам дека и самите професори кои практицираат, односно кои бараат мито, после би биле спречени, затоа што знаат дека ќе бидат откриени и казнети. Така.
Студентите треба да се она критичко јадро кое што нели ќе го води општеството напред во иднина. Што би можеле да направиме или да направи нашево општество да се мотивираат студентите да се вклучат во борбата против корупцијата? Па не мислам дека студентите не се вклучени, не се борат против корупцијата, само нивните напори не вродуваат со никаков плод. Мислам дека без разлика што се обесхрабрени да не пријавуваат корупција поради причините кои ги спомнавме, значи поради тоа што знаат дека постапките што ќе ги покренат нема да имаат никаков исход, треба да бидат гласни, треба да продолжат да зборуваат, дури тоа да остане само да изборуваат на јавноста, затоа што нивниот пример може да поттикне понатамошните генерации да имаат основ на кој може да се повикаат и да се борат посплотено против корупцијата. Се додека си викаме заќути да помине само овој предмет, да ја купам само оваа книга и побрзо ќе се завршам, го афирмираме таквото однесување, ја потврдуваме корупцијата, сме учесници во самата корупција и сметам дека правиме и многу штета на идните генерации. Така што сметам дека сегашните генерации треба да зборуваат и секој студент кога ќе дојде во допир со корупцијата да зборува за неа јасно, гласно, за да може да послужи, ако не успее он или она да извојува одредена победа, да послужи како пример за идни генерации да може да пријавуваат корупција и суштински да издействуваат победа против корупцијата. Ти благодарам Ристо. Би сакала сега само за крај да ни дадеш една препорака, повеќе на студентите да им дадеш препорака. Зошто студентите не пријавуваат корупција е името на овој подкаст и како студентите треба да се охрабрат да пријавуваат корупција во високото образование. Па пораката би упатил и кон студентите, меѓутоа и кон факултетите, кон универзитетите, студентите да ја пријавуваат корупцијата за да поттикнат ако ништо друго пример, како што спомнавме, а факултетите и на нив им одговара да работаат против корупцијата, затоа што сме свесни дека нашите универзитети не се на најсјајното место на рангирање на универзитетите на светско ниво, така што им одговара и на самите факултети, на самите универзитети да работат против корупцијата, за да може таа слика да се подобри. Ти благодарам Ристо што беше дел од нашите разговори на оваа важна тема за граѓаните. Со овие препораки и го завршуваме подкастот Граѓаните против корупцијата. Ќе продолжиме да информираме и да бидеме гласни против корупцијата. Со заеднички напори можеме да создадеме подобро општество за сите.